Почитувани, операта е една од најсложените музички форми во која низ музика се одвива драмско дејствие, каде на сцената делуваат солисти, хор, оркестар и во одредени опери балет. Ја славиме синтезата на музика, поезија и танц, која има огромна моќ и влијание на општеството. Таа вековна творевина од хармонии и бои, музички и драмски колорити, преплетена во епохите низ различни стилови, која допира длабоко во душата на секој поединец. Израчи со своја енергија и моќ, не спојува со уметникот, неговиот дух и креативност, неговата ранливост и емотивност, неговата потреба за проникнување во најдлабоките чувства како доказ дека е жив, опстојува, твори. А што е операта ако не е игра? Игра на гласот, говорот, телото. Игра со чувствата, емоциите, радоста, тагата. Игра во времето. Во Италија, лулката на операта во 16 век е создадена првата опера Дафне од композиторот Джакомо Пери, а нешто подоцна и операта Евредика, од која се сочувани мали фрагменти. Значајно е да се каже дека со создавањето на операта се појавуваат и неколку школи за оперско пеење – италијанската, германската и француската школа. Секоја од нив во техничка смисла носи своја карактеристика, која произлегува пред се од говорниот јазик. 17 и 18 век е доминација на двајца големи композитори Кристофер Вилибалд Глук и Волфганг Амадеус Моцарт. Наречени реформатори, тие оставаат неизбришлива трага во музичката историја. Создадени се два значајни правци, опера серија и опера буфа. Во делот на либретото се отстранети наивни заплети во содржината и спроведени едноставни, јасни и логични драмски дејствија. Па така оперските дела се одликуваат со сценски реализам и вистинско прикажување на психолошките состојби на оперските херои. Низ стилските епохи од Ренесансата, преку барокот, класицизмот, романтизмот, се до импресионизмот, операта добива свој развој. Но времето на романтизмот е несомнено период на богата оперска литература, кога композиторите ги создаваат оперските дела инспирирани од легендите, историското минато, националниот фолклор, каде мелодијата е обоена со динамички контрасти, богата хармонија и широка пеачка линија. Джакомо Пучини, Джузепе Верди, Рихард Вагнер, Рихард Штраус, руските композитори Петар Илич Чајковски, Мусоргски, Глинка, чешките композитори Антони Дворжак, Беджих Сметана, се дел од композиторите чии дела се со високо потврдена вредност. Оваа година го славиме јубилеот од 100 години на раѓањето на авторот на првата македонска опера Гоце, композиторот Кирил Македонски, која го означува почетокот на развојот на операта кај нас. Богатството од македонски опери е извонреден пример за растот на нашата оперска култура, која со своите дела придонесува за зголемување на нашето културно богатство. Трајко Прокопиев, Тома Прошев, Ристо Аврамовски, Стојан Стојков, Благој Трајков, Димитрije Бужаровски се дел од авторите на оперските бисери, а преку нивните опери Цар Самуил, Болен Дојчин, Разделба, Кузман Капидан, Лидија од Македонија, Змејовата невеста, Деспина и Мистер Докс проникнуваат гласовите на моите колеги, еминентни уметници, секогаш испратени со громогласни аплаузи од страна на публиката. Со овој краток осврт кон историјата на операта, сакам да ја потенцирам развојноста и вековното обстојување на оваа уникатна форма на музички израз, каде и самата како уметник
долги години учествувам во незиното представување. Лично, сиве овие изминати години на работа и творење ми дозволуваат да донесам заклучок дека и покрај разни премрежија во политичкиот и општествениот живот кај нас и во светот, операта како дел од културата е обединувач на различностите, сојузник на младоста и мудроста, величина пред аудиториумот. Како човек кој секогаш им давал поддршка на младите уметници, им порачувам да бидат трпеливи и подготвени, да знаат дека развојот на еден уметник мора да биде природен и постепен, зашто секој период од животот на уметникот во уметноста има развојна фаза, проследен со многу одрекувања, со дисциплина и посветеност, верба во себе и својата работа. Само тогаш нема да потклекнат на бодежите од надворешноста. Конечно, Македонија е земја каде вире музиката и седумосминскиот такт. Да продолжиме да создаваме и креираме музика, зашто никогаш повеќе не ни требала културата нам и ние нејзе.